Почитувани гледачи, веднаш по Бумбар на телевизија Нова продолжуваме со отворената програма на телевизија Нова, во кој директно се вклучуваме во градовите, како и во Скопје, каде 59 ден по ред се протестира, односно граѓанската иницијатива за заедничка Македонија одржува мирни протести. Денеска гостин во студиото на телевизија Нова е господинот Александар Климовски, професор на Правниот факултет. Заедно со него ќе ги анализираме пораките кои за кратко ќе бидат испратени од предсобранието на Република Македонија, но и ќе поразговараме за политичката секако ситуација во нашата држава. Господине Климовски, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време и вечерва да сте дел од отворената програма на телевизија Нова. Добро ве најдов. Споменав 59 ден од протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од сега со едно клучно барање, а тоа се нови избори на кои граѓаните ќе може да се изјаснат за платформата. Сметате ли дека ќе ја постигнат целта после 59 дена протести? Да, се работи за едно автохтоно движење за кое што не стои ниту една политичка партија. Масовноста и интензитетот на овие протести се само печат, гарант дека ќе се оствари барањето за предвремени парламентарни избори, иако сумирано после оволку броеви на денови, оволку настапи, така натаму во континуитет 59, можеме да извлечеме и неколку заклучоци. Прво тоа е, како што реков, интензитетот и масовноста, кои што се одраз на овие протести, прецизно утврденото барање на крај дека мора да имаме вонредни парламентарни избори што поскоро, со оглед на целокупната ситуација, закоченоста, би рекол, да не кажам парализираноста на одредени институции. Значи, прво, секогаш мора да се има во предвид дека овие граѓани не се организирани од ниту една политичка партија. Тоа е автохтон одраз на оваа маса на луѓе, кој што чувствува дека фундаменталните вредности на битието на не само на државата, туку и на македонецот се нападнати. И токму во тоа лежи оној амалгам кој што ментално и психолошки ги обединува овие луѓе. Значи, тоа е еден состав на луѓе, не само што за кој што не стои ниту една политичка опција, туку не сме ниту една политичка опција, ниту пак било каква политичка идеологија во Република Македонија да и се спротистави. Исто така битно е да се напомене дека со овој број на протести, оваа масовност, практично овие протести се легитимираа како клучен, да не кажем, пресуден фактор во она што значи одржување на предвремени парламентарни избори. Второ, што произлегува од овие протести е фактот што се јавува осознавање на овие луѓе, освестување, би рекол, на овие луѓе и спротиставување сега на мирен начин, не дај Боже да дојде до предизвикување на таа голема група на луѓе, на граѓани кои што протестираат, да применат други начини на облици на делување, дека со тие фундаментални елементи на битието на македонецот нема играње, нема пазарење, нема тргување, ниту сега, ниту било кога во иднина, од било која политичка структура. Третиот елемент на овие протести после овие 60-на, би рекол, дена изминати наназад, е тоа што за разлика од Охридскиот договор, значи, денеска е созреана свеста дека не само албанците, туку сите малцинства, други, треба да имаат рамноправен и еднаков третман. Тоа е, би рекол, главната порака што треба да се упати кон сите фактори, дека албанското малцинство преку овие однесувања, преку подметнување на платформи и уценување на една структура во СДСМ, која што е уценета очигледно, која што и намера е само да се дограби до гола власт, настојува да ги понижи, омаловажи и другите малцинства. Пред се би рекол, тука е големо малцинство
турското малцинство, тука е бошњаците се тука, ромите и така натаму, србите, властите се да не ги наведувам сите, кои што треба да добијат еднаков равноправен третман како и тие. Затоа што со ова барање албанците се наметнуваат над останатите малцинства и нив ги третираат, би рекол, како граѓани од тој ред. Македонската држава, Република Македонија, е држава на македонскиот народ и на сите други малцинства како рамноправни граѓани на оваа држава. Тоа е дефиницијата на граѓанското општество, правата дефиниција на граѓанското општество, а не онаа дефиниција која што господинот Зоран Заев настојува преку неговата така наречена програма владина од 40 странички, да ја протури како граѓански концепт за оваа држава. Така. Господин Александар, во моментов ми јавуваат дека се испраќаат пораките од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, па предлагам заеднички да ги слушнеме пораките кои ќе бидат испратени од пред собранието, па ќе продолжиме со останатите анализи. Кој не ја сака и обожава својата татковина и нема да дозволи едно влакно да и фали. Додека доаѓавме навака, ми пристапи еден човек и вика, морам да ти кажам нешто. Викам, повели. Вчера чекориме и доаѓа еден неуниформиран новинар, значи новинар со микрофон без ознаки, и ме прашува, а господине, вика, од која партија ве извадија на улица? Ја вика, од СДСМ. Стварно, да, вика, да не беа тие и тиранската платформа ќе бев дома. И тоа им е јасно на сите внатре во законодавниот дом. Дом која брани изборната волја на 1.200.000 македонци. И ниту еден од нив не гласал за никаква тиранска платформа и тиранска коалиција. Покажавме дека сме посилни од тиранската платформа и од нивните планови и намери. Речи си 2 месеци со неколку победи позади нас. Може би ви здосадиле, меѓутоа добро е да ги имаш што повеќе. Тие се патот до финалната победа. Во превод, ниту денес не избраа председател според нивниот план. И нема да го изберат. Секој ден најавуваат, ке се собереле после 6, после 8, тука во друга сала, не знам каде, во кафана, во друг град, каде сакаат нека се соберат. Планот нема да им успее. Граѓаните ќе победат. Заедничка Македонија ќе победи. Тиранска платформа нема да има. Тиранска влада нема да има. Избори ќе има. Изборите се патот. Ако навистина сакаат да менуваат име, знаме, да поведат двојазичност, државен грб, химна, повелите, излезете на избори со тие ваши предлози, па да видите како ќе си поминете. Тоа им е јасно, тоа не им се допаѓа, ама тоа не е наш проблем. Немаме проблем во тоа да ја сакаме Македонија онаква каква што е. Мултиетничко општество еднакво за сите негови граѓани. Она што не го разбираат, она поради кое што мислеат дека 3-4 дена ќе сме на улица и ќе си одиме дома, не можат да сватат една основна работа, дека безпоштедно ја сакаме оваа земја. Не мразиме никого. Не мислиме зло никого. Македонците, албанците, турците, власите, ромите, бошњаците, србите, сите други останати. Живеевме заедно и ќе продолжиме да живееме заедно. Во слога, со почит, со разбирање, со толерантност. Ние не мразиме никого и никој нема да успее да ја пропне таа лага, дека вие и сите други изминативе 59 дена во Скопје на уште 40 други локации мразите некого. Напротив, ние имаме само љубов кон оваа земја и затоа сме тука секој ден и ќе продолжиме да бидеме се додека треба. Сите нас и радосен
месеци сме на улиците. Еден пикавец не е фрлен на улица. Некој протестирал со кршење. Ние протестираме со песна. Некој протестирал со деструкција, со уништување споменици. Ние протестираме со ширење пораки за љубов, за почит и за достоинство. Некој јавно кажува дека едва чека да ја свитка кичмата. Ние викаме нема шанса. Витка ја својата, немој да ја виткаш кичмата на овие граѓани. Овие граѓани имаат цврста кичма. И ја виткаат само кога се поклонуваат пред Република Македонија, пред собранието, пред владата, пред председателот, пред ова знаме, пред се во што веруваме и пред се што нема да дозволиме да биде сменето или повредено. Денеска ни се приклучија и официјално, мислам, иако се со нас цело време, и рибарите. Може би ви изгледа чудно, јас сум охриганец, ама не бе бива многу за риболов, ама има кого го бива. Тука е господин Бранко Јанушев да зборува од името, мислам, како представник на Риболовната федерација на Македонија. Да го поздравиме со аплауз. Добро ви вечер, македонци. Сакам да ви се обратам од името на Македонска риболовна федерација. Нашите членови јасно и недвосмислено застанаа за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во една книга писателот Петре М. Андреевски вака напишал: племето наше е пиреј и не го ништи ни една војска. Пиреј е троскотна трева. Колку сакаш, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фати. Тоа сме ние македонците, драги мои. Колку и да не газат и уништуваат, пак сме овде бројни, сплотени и неуништливи. Ние сме тука да станеме гордо за нашата држава и нашиот јазик. Јазикот е нашата најголема духовна културно наследство. И ние мораме да го чуваме како нешто најсвето. Ние си ја сакаме татковината и нема да дозволиме никакви платформи да влијаат врз нашата иднина и иднината на нашите деца. Јас како представник на Македонска риболовна федерација гласно го искажувам нашиот отпор против двојазичноста, менување на химната, знамето, грбот, парите. Црвената линија е помината, но црвено-жолтата нема да дозволиме. Нема да дозволиме да се инсталира тиранска платформа. Платформа која ќе значи крај на унитарноста на нашата Македонија. Платформа која ќе се воведе во федерализација. Никој нема право да го направи тоа без наша поддршка. Поддршка од мнозинството граѓани. Ќе продолжиме да го искажуваме отпорот и денес и секој нареден ден, за да ја зачуваме нашата унитарна Македонија. Дојде мигот кога секој од нас треба да се запраша и да посвети 5 минути на македонската свест, дали сторил доволно. Нашата татковина не се брани со продржба на државни интереси, се брани со душа, срце, со љубов. Да живее Македонија! 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 Нели ловджиите знаат каде лежи зајакот, а за рибарите, сите шверцери на кои не им успева планот, и за сите нас рибари, тие се ситни риби. Ке се справиме лесно со нив. Еден час во денот и тие се готови. Затоа ќе продолжиме да доаѓаме тука. Сега, верували или не, имаме уште еден рибар кој ќе зборува ден, сосема случајно е, не е намерно, но вие многу повеќе го знаете како актер, а јас како другар охриганец. Владо Дојчиновски!
Ова е уште еден убав ден во нашата Македонија, кај што сите ние сме се уште заедно и ќе бидеме заедно. И македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми, и срби, и бошњаци, сите ние ќе живееме заедно во оваа наша заедничка Македонија. Сите ние живееме под ова сонце на нашето знаме, под ова сонце што не грее, под сонцето за кое се бореле нашите предци, а ние никогаш нема да дозволиме тоа сонце да згасне. Добро вече. Шукарсијан и Гечелер. Бунасера. Мира Брама. Сова. Искажуваме и почит кон сите народности што живеат во оваа наша и заедничка Македонија. Искажуваме почит и кон нивната култура и кон нивниот јазик. Со тој јазик и култура, со тие јазици, и нашата Македонија е побогата. Сите во оваа земја Македонија имаат право да зборуваат на сопствениот јазик, да учат на сопствениот јазик. Албанците на албански, турците на турски, србите на српски и така натаму. Меѓутоа, мора да се знае дека еден основен и официјален јазик во земјата која што се вика Македонија е македонскиот и така и ќе биде. Чувство од това, кога сите во еден глас го извикуваме ова име Македонија. Замислете, што би било кога сите ние би зборувале на различни јазици, секој со секого. Хаос. Никој нема со никого да може да се разбере. А ние сакаме да се разбираме. Сакаме соживот. Ние овдека сме за заедништво, за обединување. Ние шириме љубов. Тие што шират омраза не се тука. Тие што шират омраза за секаши нас во ова собрание. Тие што шират омраза се тие што го негираат македонскиот идентитет. Ние не негираме никого. Тие што шират омраза се тие што ги поддржуваат на тие што го негираат македонскиот идентитет. Тие што ниту еднаш не го осудија тоа негирање, ниту еднаш не осудија тиранската платформа. Секој ден ги слушаме кај што зборуваат само едно исто. Што побрзо да изгласаат председател на ова собрание. Ако со тоа мислат дека ќе си ги задржат столчињата, нема да им дозволиме. Ако сакаат да останат на тие столчиња, нека соберат храброст, нека се соочат со овој народ, нека излезат на избори. Пред да излезат, нека им објаснат на сиве овие луѓе,
на цел народ што живее во Македонија, зашто излегуваат на избори? Па ако заслужат, овој народ нека ги стави повторно на тие столчиња. Сега, сакам да изразам и голема, огромна почит. Тоа го правиме и секој ден кон нашиот председател Ѓорѓе Иванов. Нашиот председател им покаже и им докажа, им даде школо на сите надворешни срански комесари, на сите надворешни дојденци кои не мислат добро за оваа земја, за нашата Македонија. А на тие, кај нас, што не разбрале, тоа ќе им го докаже и тоа школо ќе им го даде овој народ собран тука на улиците во Македонија. Овој народ со овие протести исто одржа лекција како тоа се прави на мирен, достоинствен начин и со љубов кон својата татковина. Македонија! 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 Душава ми е полна кога го слушам ова име. И како сите наеднаш го извикуваме. Свртете се натака, ќе ве молам. Таму има една слика, денес е и човекот што ја држи се сврти на назад. Од Гоце Делчев и Јане Сандански. На 20, денеска е 26 април. На 22 април 1915 година на пат за Неврокоп бил убиен Јане Сандански. Замислете од кого? Исто од македонци кои се одродиле од оваа земја, од родници. Некои такви од родници сакаат и денес да не закрват, да не растурат, да не поделат. Сакаат да ја убијат оваа наша Македонија. Нема да им дозволиме. Сите ние сме со иста идеја и иста цел за зачувување на оваа наша заедничка Македонија. Ништо друго не сакаме. И затоа и ќе успееме во тоа. Избори! 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 Да сте ми живи и здрави, да се множат сите што ја сакаат нашата земја Македонија, да ни има во се поголем број и да ни живее Македонија!
59 дена не зборнавме ни збор за економијата. Земја која е увозна, зависна, пропаѓа. Ориентиран. Благодарам, професоре. Ако увезуваме тирански платформи, странски експерти, странски пари за извртување на македонскиот кон и странски пратеници во вид на амбасадори, неизбрани европски бюрократи. Меѓутоа, еден човек стои на браникот на нашата економија, се вика председателот Ѓорѓе Иванов. И сите вие, секој ден тука, што не купувате, немам погоден збор. За бубрези. Вие стоите на браникот на Македонија. Македонија со огромно срце. Македонија која со громогласна тишина знае да се брани. Да замолчиме за секунда, за да не замолчиме за секогаш. За Македонија економски независна и вечна. Ајде на избори. Продолжуваме утре исто време, исто место. На улица сме, на нашата патека сме се додека треба. А сега е вашиот ред, како и секој ден, со песна и со многу љубов, да ја поздравиме Македонија. Тамо Емил? Требало. Да, почитувани, тоа беа пораките кои од Собранието на Република Македонија по 59-ти пат го испрати од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Клучното барање им се избори на кои граѓаните ќе можат да се изјаснат за платформата. Повеќе за ова во продолжение 19 часоте, во продолжение ви ги најавувам и настаните на денот за кој ќе разговараме во прегледот на вестите во 19 часот. Наш гостин во студиото е господинот Александар Климовски, професор на Правниот факултет. Ова се настанете на денот и започнуваме со прегледот на вестите. Собранието продолжи со конститутивната седница, но без позначаен напредок. ВМРО, ДПМН и СДСМ остануваат длабоко закопани во своите позиции. За некаков исчекор на веројатно се чека високиот американски представник Хојт Ји. Во понеделник тој ќе се сретне со партиските лидери, но не и со Иванов поради обврски на председателот, соопшти од неговиот кабинет. Председателот Иванов и во своето последно интервју за унгарска телевизија повторува дека се додека платформата е на сила, нема да го додели мандатот за составување на влада. Мнозинството во Собранието беше обезбедено со уцена да биде прифатена платформата на партии на албанците од Македонија, која е донесена во Тирана, вели Иванов. По референдумот во Гевгелија од граѓанската иницијатива по операција Сорос денеска објавија дека имаат сознание дека слични референдуми ќе се одржат во следниот период низ целата држава. Според нивните информации, зад иницијаторите стојат невладени кои се партнери на Институтот Отворено општество.
Финишира изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица во должина од 28 километри, инвестиција од 217 милиони евра. Наскоро ќе биде пуштен во употреба, напише лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил. Компанијата Сардич МЦ ги презеде сите мерки за почеток на производството на бакар без штетни влијанија врз луѓето и околината. Беше речено на денешната презентација на рударскиот комплекс Казандол. Да, ова се настаните на денот за кој ќе говориме во следните скоро 1 час. Ке повторам уште еднаш, гостин во студиото на телевизија Нова е универзитетскиот професор Александар Климовски, со кој на самиот почеток ќе ги анализира пораките кои денеска беа испратени од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, а телевизија Нова ќе ви ја доближи сликата и од останатите градови каде се случува овој протестен марш. До нивното вклучување, господинот Климовски, имавме прилика пред малку да ги слушнеме и пораките испратени од иницијативата. Она што клучно го бараат се нови избори. И председателот на ВМРО ДПМН го повтори ставот на партијата дека одржувањето на нови избори паралелно со локалните избори е единствено и најдобар излез од кризата, но СДСМ и албанските партии се противат на изборите. Граѓаните слушнавме што бараат на улица, тоа се избори. Кој е начинот да се дојде до нив? Начинот да се дојде до нив, значи проблемот е тука уставот. Уставот предвидува дека собранието се само распушта. Тоа е единствениот начин на распуштање на собранието со апсолутно мнозинство, практично со 61 глас од вкупниот број пратеници. Тоа е уставната норма на само распуштање на собранието. Клучот, би рекол, во една таква констелација моментално е кај ДУИ. Бидејќи СДСМ е длабоко заглавен во својата агенда, не може да се одгледа. Второ, не му одговараат тајмингот на избори, дефинитивно. Ни сега, ни во блиска, ни во далечни днина, нека подалечни днина не би му одговарало, бидејќи очигледно легитимитетот на нивните 49 пратеници како губитничка партија генерално на овие избори е веќе истрошен. Така да не ми се верува дека ќе со, да речеме, дел од нивните пратеници би можела да се дојде до таа бројка од 61 пратеник, затоа би рекол дека клучот во една ваква ситуација го има ДУИ. ДУИ е партијата која што треба да покажа свесност, зрелост, политичка зрелост за оваа ситуација, дека е неоддржлива на еден краткорочен, долгорочен, некем да зборам, краткорочен или среднорочен, би рекол, временски период од неколку месеци, за да дојде до ставот дека треба да се со незините 10 пратеници се изгласаат заедно со овие 51, да се изгласа одлуката за само распуштање на собранието и да се закажат нови избори. Тоа би можело да се случи на една точка на дневен ред да се постави, да се направи консенсус, договор. Тоа што како барање го имаат од граѓанската иницијатива, да се избере председател кој што веднаш ќе ги распише и едните и другите избори, и локалните избори, и парламентарните избори. Едноставно оваа ситуација мора да се разреши на вонредни парламентарни избори. Би рекол, граѓаните, повторно ќе кажам, суверенитетот си го бараат назад. Не можам да замислам ситуација да некој башка без мандат формира влада, тоа би било со истрошен легитимитет. Би било ситуација кога формално ќе имате власта, фактички не ќе можете да реализирате. Затоа што постојат два типа на власти, формална и фактичка. Формалната вие што ви ја дава при изборот, фактичката вие треба формалната да ја операционализирате. Како ќе операционализирате формалната власт? Како министер, како премиер и така натаму, директор. Едноставно, кога имате народ на улица, народ кој што ви дава отпор, не ќе можете да вашите механизми на кои што ви ги дава функцијата да ги операционализирате. Тоа е ситуација на истрошен легитимитет. Од сам старт СДСМ го истроши легитимитетот 49, бидејќи целата игранка околу изборите и начинот на тоа како добија 49 пратеници е веќе разобличен.
разоткриење до коска, што би рекол. И едноставно решение за изборот оваа ситуација се нови избори. Не може да се формира ниту влада со историчен легитимитет, ниту таа влада со таков легитимитет ќе може било што да направи, а камоли да има реформи за кои што тие велат дека ќе ги реализираат како нели реформска влада и слично. Тоа е нонсенс, тоа е приказка за мали деца кои што не поминува кај никого. И мислам дека во ваква ситуација само Дуи е тој што може со неговите 10 пратеника да издействува да се има предвремени парламентарни избори. Конечно и тоа и на Дуи како политичка партија, мислам дека ќе му одговара. Има најави за формирање на нека нова политичка партија, значи Дуи би бил растргнат од сите страни. Тоа Дуи требаше да го знае уште порано, многу порано, пред неколку месеци, за дека може да дојде до ваква ситуација. И како што поминува времето, така и кај нив свесноста се јавува дека не може да формира заедно оваква влада со СДСМ и дека времето како што поминува и нив ги гази. Ги гази од страна на нивните политички конкуренти во албанскиот блок. СДСМ не е веќе овакво партија која што би му била конкурент на Дуи, иако во себе ги има тие нели неколку 60-тина илјади, 70 илјади проценка да таа гласови откинато токму од гласачкото тело на Дуи. И мислам дека СДСМ никогаш ова нема да го повтори затоа што се работеше за купување на тие албански гласови. Не може цело Рачиново да има да гласа за СДСМ. Тоа беше абсурд. Во овој момент ми јавуваат од Реже дека ги имаме колегите дописници од внатрешноста на Републиката, практично во 19 часот се и термините кога започнуваат протестите на граѓанската иницијатива во внатрешноста на Република Македонија. На самиот почеток ја барам колешката Мартина Митков, која ни се јавува од Кавадарци, има подготвено и соговорник. Мартина, повели, пренеси ни атмосферата од Кавадарци и кои пораки ќе бидат испратени денеска од таму? Така е, студио, како што и самите кажавте, протестите започнуваат од 19 часот и ние овде се наоѓаме на градскиот плоштад, каде што заврши протестниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ние сме македонци, сме постоели и ќе постоеме. Имаме само една химна, еден јазик, а тоа е македонскиот јазик. Ова се накратко пораките кои кавадарчани вечерва ги испраќаат одовде од градскиот плоштад, а во овие вести јас разговарам со пензионерот Перо Неделков, кога ќе го прашам која е неговата порака. Господине Неделков, која е вашата порака? Мојата порака до македонскиот народ е да не се плаши да си ја одбраниме Македонија, нашата Република Македонија. Му порачувам да зборувам за Заев, не. Му порачувам на Заев да се откаже од платформата ако сака да биде македонскиот народ слободен. Каде го гледате излезот од оваа криза? Со нови избори. Да. И благодарам. Ништо друго не. Значи, накратко, тоа се пораките, во секој момент очекуваме и официјално праќање одовде од бината на градскиот плоштад, каде што најверојатно, како и секоја вечер, ќе бидат испратени пораки за суверена и една и единствена држава. Извештај на почетокот од денешниот протестен марш во Кавадраци, а веќе не очекува и колешката Александра Максимовска, која го следи протестниот марш во Куманово. Добро вечер и за тебе, Александра. Кои пораки денеска ќе бидат испратени од овој град и каква е атмосферата пред почетокот на протестниот марш? Добро вечер, еве стартувам маршот на иницијативата за заедничка Македонија овде од Куманово, овој пат од кај Соколански парк. Граѓаните веќе 60 дена протестираат по улиците на Куманово и пораките кои што ги спраќаат се целосно отфрлање на тиранската платформа и секако зачувување на унитарниот карактер на државата. Со нас е господин Горан Јовановиќ, поддржувач на иницијативата. Кои се пораките кои вечерва ќе ги спратите? Вие ги спомнавте, тие пораки се многу кратки и многу јасни. Значи да се отврди целосно платформата, тиранската платформа, а второто е
најново решение, сметам дека решение на кризата е предвремени избори. Сметате дека доколку некоја партија го постави тиранската платформа во својата програма, тогаш граѓаните би можеле нека се проверат. Народот ќе каже дали ја поддржува или не ја поддржува. Многу едноставно, многу просто и референдумско прашање. Јас мислам дека тоа е најчестно и најпоштено решение на оваа криза. Исто така се залагате за сите точки од тиранската платформа, односно отфрлање на воведување на двојазичност на целата територија, промена на името. Видите, јас сум представник на една малцинска заедница тука во Куманово и сметам дека фаворизирање на некое малцинство во однос на другите не носи добро. Значи, лично се чувствувам повреден од тие барања што ги имаат во албанската платформа. Например, барањето за прогласување на геноцид на македонскиот и на српскиот народ. Индиректно. Значи, тоа за мене е неприфатливо. Ќе продолжите со протестите, како се најавите овде во Куманово? Сигурно, овие протести ќе продолжат се до моментот додека не се отфрли оваа платформа. Значи, многу едноставно. Нека ја трнат платформата и нека прават влада или нека организираат нови избори, па на тие избори да се види кој за која опција е. Студиот, дали имате дополнителни прашања за соговорникот? Александра, ти благодарам и тебе за овој извештај. Веќе не очекува колешката Оливера Михајловска од Битола, каде и денеска, 59 пат поред, граѓаните излагаат на масовен протест, поддржувајќи иницијативата за заедничка Македонија. Кои пораки ќе бидат испратени од Битола, како што веќе спомена, во продолжение ќе ни извести Оливера. Оливера, добро вечер и за тебе. Добро вечер од Битола. Скоро 2 месеци Битола во континуитет ја дава поддршката во однос на иницијативата за заедничка Македонија. Вечерва наспроти предходните вечери кога битолчани упатуваа пораки за единство, за чувување на државата против тиранската платформа, нови избори и слично, вечерва имаме нешто што е ново. Имено станува збор за промовирање на една музичка numera. Со мене имам двајца соговорници, предходно ќе започнам со Драган Романски кој што ќе ни ја каже пораката за вечерва. Добро вечер, и која е пораката која што вечерва од Битола ќе биде пратена во однос на поддршката на иницијативата за заедничка Македонија? Добро вечер, денес од Битола праќаме порака која е испратена со универзалниот јазик на музиката, порака која вели не за делби, не за деструкција, туку порака која бара мир и почитување меѓу луѓето, порака за заедничка Европска Македонија. Вие сте автор на оваа музичка numera, што е она што ве натера, еве да ја напишете песна? Инспирацијата е од целокупната состојба во државата моментално, кога ни треба заедништво и слога во државата. Сметате ли дека набрзо ќе имаме разрешница на оваа цела ситуација или можеби предлагате нови решенија кои што ќе се понудат од ваша страна за да видиме решение? Се надеваме и нашето барање се знае, тоа се избори. Со мене вечерва и Шенол Мемиш, кој што предходно го имавме во едно од предходните изданија. Шенол, кажи ми збор два околу оваа музичка numera каде што и ти си дел. Значи, песната е авторско дело на Драган Романски, музиката и текстот. Како што ми кажа при првото презентирање на идејата да снимиме заедничка песна, значи прво да ја изведиме, а потоа да ја снимиме, како студиска снимка, кажа дека 10 години музиката и текстот ги имал снимено и се чекал некој си соодветен момент за тоа да се направи. Кога првиот пат ја изсвири на гитара и ја испеа, навистина ми се допадна, изгледа модерно, изгледа баш за овој период сега кој што е политички нестабилен за жал во Република Македонија. И мислам дека вечерва ќе ја представиме само со една гитара, а потоа планираме да направиме спот и студиска снимка, која што би ја презентирале и како спот во сите медиуми. Сметам дека е добра песната, нова, иако е патриотска, со патриотска тематика, е забавна песна, гитарска, се свири, нешто како рок numera, ајте би рекол. И се надевам дека ќе им се допадне на гледачите на вашата телевизија и на другите кои што ќе ја слушнат. Студио, ова е што пораките кои што вечерва се испраќаат токму од Битола, доколку имате прашања, повелете. И тебе ти благодарам за ова јавување. Не за делби, не за деструкција, порачуваат битолчани пред самиот почеток на денешниот протестен марш во овој град. А во продолжение го имаме и колегата Бранислав Стојановски, кој ќе ни ја пренесе сликата од Кичево. Бранислав, добро вечер и повели.
Добро вечер, Иван и од Кечево. 59-ти ден граѓанската иницијатива за заедничка Македонија од овде од Кечево упатува силни пораки за заедничка Македонија. Оние пораки кои што секојдневно се упатуваат за отфрлање на тиранската платформа и свикување на итни вонредни парламентарни избори. Еден од редовните поддржувачи на граѓанската иницијатива овде во Кичево е и господинот Благојат Цавировски. Господине Цавировски, добро вечер и на овој 59-ти ден овде во Кичево, кои пораки вечерва повторно ќе ги упатите од овде од центарот на градот? Добра вечер и поздрав до гледачите на ТВ Нова. Пораката се знае, отфрлање на тиранската платформа и спроведување на брзи итни предвремени парламентарни избори. Со тоа мислам дека оваа криза што ја зафати Македонија и подолго трае, ќе биде разрешена. Кичево, како мултиетнички град, никогаш немал проблем со своите граѓани. Не има тука македонци, албанци, турци, власи, роми. Животот ни бил преубав. И мислам дека со новите предвремени парламентарни избори, тој живот, соживот овде вака па ќе се врати. Значи, отфрлање подхитно на тиранската платформа, што не е дел на изборната програма на СДС, туку е после изборна и е наметната од туѓи држави. Отфрлање неа и спроведување што се може побрзо на новите парламентарни избори. Сигурно дека како граѓанска иницијатива ќе продолжите и наредните денови со протестите. Ќе продолжиме се до конечното разрешување на оваа криза. Зачувување на единствена заедничка Македонија. Благодарам. Студио, значи, како што каже и мојот соговорник, остануваат на барањата оние добро познати за отфрлање на тиранската платформа и за организирање на брзи предвремени парламентарни избори. Се очекува во секој момент овде да започне и официјалниот дел, односно обраќањето на представниците од граѓанската иницијатива, а потоа и протестните маршеви овде низ градските улици во Кичево. Бранислав Стојановски ни ја пренесе сликата од протестниот марш во Кичево. На самиот старт го имаме и колегата Емил Десподов. Подолу во овие вести ќе го вклучиме и него со поентите од веќе завршениот протестен марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Скопје. До тогаш ги анализираме пораките со професорот на правниот факултет Александар Климовски. Господине Климовски, ги слушнавме граѓаните дека се единствени околу барањето за избори на кои ќе може јасно да се изјаснат за платформата. Од друга страна, СДСМ изјавува дека се бројат часови или денови до избор на спикер во собранието. Оваа ситуација за многумина од граѓаните е збунувачка. Да. Значи, на СДСМ нема останало ништо друго, освен овакви ќорци, што се вика ќорци изјави да пушта во јавноста, за да колку толку она веќе многу тврдо нивно членство го држи околу себе, до себе. Они знаат дека ситуацијата е за нив поразителна, дека влада нема да формираат, меѓутоа тоа не може да го кажат во јавност. И видете како звучат. Кажуваат пред 2 недели дека за неколку дена ќе има разрешница. После тие неколку дена, па за неколку дена и веќе, како да ви кажам, тоа се изјави на губитници. Не можете вие како губитник на избори ниту да бирате председател на собрание, камоли да составувате влада, а камоли да правите реформска влада. Особено на крајна памет, да не кажам потежок збор, е човек да размислува да врши редефинирање на државата, а ги изгубила изборите. Ја тоа не можам да го разберам, како што ни овие луѓе кои што протестираат не може да го разберат. Очигледно се работи за немање на допир со политичката реалност од страна на раководството на СДСМ. И мислам дека времето и нив ги гази. Како што и Дуи го гази, и нив ги гази. Се повеќе и повеќе, бидејќи секој ден не само во Република Македонија се окрупнува ова, да речеме, ова освестување и собирање околу концептот на заедничка Македонија, околу концептот на балансот на
правата на македонскиот народ и другите малцинства, другите групи, баланс што е постигнат со уставот. Значи, Охридскиот договор, да подсетиме, беше договор кој што произлезе преку одреден конфликт. Производ на конфликтот беше. И сега, дали ние треба да го срушиме Охридскиот договор? Охридскиот договор конечно беше и мировен договор. Поради тој договор настана баланс на правата помеѓу одредени заедници во оваа држава и тоа функционираше добри 15 години. И сега некој одеднаш сака тој баланс да го растури. Ја не верувам дека помеѓу албанското население постои некој таков, да речеме, жар, елан, ова да се растури. Ова е производ на одредени од криминогени политички не можам да кажам елити, бидејќи не се елити, структури, кои што настојуваат да направат нешто кое што ќе доведе до тотален колапс на државата ваква како што познаваме и генерално на целата држава како Република Македонија. Прашањето ми беше, како го оценувате молкот на СДСМ во однос на така наречената тиранска платформа, кога од друга страна ја слушнавме и видовме изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев дека треба да се надмине рамката која е определена со Охридскиот рамковен договор. Па тоа ви го кажував, токму сега ви го одговорив. Мислам, губитник сака да сруши нешто што е постигнато 15 години претходно, да ја редефинира државата, бидејќи уценет. Не може, и уште пред 2 месеца од кога беше обелодената оваа платформа, исто во прашање. Истиот одговор ви го дадов тогаш. Не може СДСМ, односно Зоран Заев, да се повлече од играта. Затоа што е уценет и заглавене. Затоа што неговото излегување од оваа, да речеме, стапица со тиранската платформа значи нормализирање на состојбите. Победник со победник. Нормално е дека ќе се коалицира. Зошто тогаш би коалицирал ДУИ со делот од албанските партии со Зоран Заев? Што тој им нуди? ВМРО најверојатно им понудил во разговорите било постигнато некој договор за евентуална коалиција, кој што, како што кажа, ДУИ не бил доволен. Она што било доволно им било дадено од страна на, а тоа било многу, од страна на Зоран Заев, а тоа фактички било загризување на оваа јадица, наречена Тиранска платформа. Тиранската платформа значи редефинирање на државата. Не може губитник да редефинира државата. Тоа треба да биде јасно и дека од оваа ситуација излезе само воредни парламентарни избори заедно со локалните наскоро. Многу наскоро. Тоа го барат и граѓаните од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, како што и предмалку споменав колегата Емил Десподов, ги има деталите од денешниот протестен марш, односно од централниот марш во главниот град, па го барам да го вклучиме во живо, доколку го имаме. Емил, добро вечер и за тебе. Имавме ние прилика заедно со универзитетскиот професор Александар Климовски да ги слушнеме пораките кои беа испратени од пред Собранието на Република Македонија. Уште еднаш беа побарани итни избори, предвремени парламентарни. Повеќе детали и каква беше атмосферата денеска, повели соопштини. Иван, добро вечер. Нови парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните избори оваа година би биле најдобро решение за излез од политичката криза во која што западна земја во изминативе 3 години. Денеска, откако завчера ги посетија штабовите на ВМРО ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз протестниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, денеска се врати по старата рута, односно патеката на државноста, како што ја нарекоа демонстрантите, односно како и досега во 17 часот пред владата на Република Македонија со звукот на македонската химна започна и денешниот 59-ти протест против тиранската платформа и за зачувување на унитарноста на Македонија и преку Народната канцеларија на председателот Иванов денеска повторно од пред собранието по 59-ти пат им порача на македонските политичари и на меѓународната заедница дека нивните барања се одржување на нови парламентарни избори заедно со локалните, отфрлање и осуда на тиранската платформа од сите македонски политички чинители, како и од меѓународната заедница и не за избирање на председател на собранието кој не се откажал и не ја осудил истата таа платформа. Во продолжение да ги погледнеме и пораките кои што беа испратени од овде од пред законодавниот дом. Граѓаните ќе победат! Заедничка Македонија ќе победи! Тиранска
платформа нема да има, тиранска влада нема да има, избори ќе има. Некој протестирал со кршење, ние протестираме со песна. Некој протестирал со деструкција, со уништување споменици. Ние протестираме со ширење пораки за љубов, за почит и за достоинство. Некој јавно кажува дека едва чека да ја свитка кичмата. Ние викаме нема шанса. Витка ја својата, немој да ја виткаш кичмата на овие граѓани. Овие граѓани имаат цврста кичма. И ја виткаат само кога се поклонуваат пред Република Македонија, пред собранието, пред владата, пред председателот, пред ова знаме, пред се во што веруваме и пред се што нема да дозволиме да биде сменето или повредено. Тоа сме ние македонците, драги мои. Колку и да не газат и уништуваат, пак сме овде бројни, сплотени и неуништливи. Ние сме тука да станеме гордо за нашата држава и нашиот јазик. Јазикот е нашата најголема духовна културно наследство. И ние мораме да го чуваме како нешто најсвето. Ние си ја сакаме татковината и нема да дозволиме никакви платформи да влијаат пред нашата иднина, иднината на нашите деца. Нема да дозволиме да се инсталира тиранска платформа. Платформа која ќе значи крај на унитарноста на нашата Македонија. Платформа која ќе се воведе во федерализација. Никој нема право да го направи тоа без наша поддршка. Поддршка од мнозинството граѓани. Ќе продолжиме да го скажуваме отпорот и денес и секој нареден ден, за да зачуваме нашата унитарна Македонија. Тие што шират омраза не се тука. Тие што шират омраза за секаршина свова собрание. Тие што шират омраза се тие што го негираат македонскиот идентитет. Ние не негираме никого. Тие што шират омраза се тие што ги поддржуваат на тие што го негираат македонскиот идентитет. Тие што ниту еднаш не го осудија тоа негирање, ниту еднаш не осудија тиранската платформа. Секој ден ги слушаме кај што зборуваат само едно исто. Што побрзо да изгласаат председател на ова собрание. Ако со тоа мислат дека ќе си ги задржат столчињата, нема да им дозволиме. Ако сакаат да останат на тие столчиња, нека соберат храброст, нека се соочат со овој народ, нека излезат на избори. Да, Иван, трети ден откако граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во петокот ги објави новите барања односно одржување на парламентарни избори во Република Македонија заедно со локалните. Граѓанската иницијатива добива и се поголема поддршка овие изминати 2 месеци колку што е присутна и активна на улиците ни ширум републиката, односно и Македонското патриотско здружение Тодор Александров денеска го повика и целиот македонски народ масовно да се приклучи на идните вакви протести кои што ќе се одржуваат во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во одбрана на Република Македонија и македонските национални интереси. Инаку иницијативата досега доби поддршка и од македонските земјоделци и ловџи, македонски спортисти, уметници и актери секојдневно се овде меѓу граѓаните ја шират пораката дека тиранската платформа треба да биде осудена и отфрлена и дека не треба да се формира нова влада врз основа на таа декларација која што е потпишана во туѓа земја и велата дека остануваат на улиците се додека нивните барања не бидат исполнети. Студио. Емил, ти благодарам за овој детален извештај од тоа како помина протестниот марш 59-ти поред на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во главниот град. Ние пораките кои беа денеска испратени генеме со Александар Климовски, професор на правниот факултет. Уште со едно прашање ќе се задржиме практично на барањата на иницијативата, а тоа се изборите. Можеме ли да предвидиме кога најрано би ги очекувале да се случат тие?
Тоа е многу тешко прашање да се одговори. Што побрзо поработи свеста и совеста кај одредени политички партии, толку побрзо ќе имаме разрешница на вистина на оваа една долга, би рекол исцрпувачка ситуација од речиси 2,5-3 години континуирана криза. Она што треба да се потенцира е дека мора да се одржат искрени, фер избори, без никакви предизборни инженеризи, подкупи, учества на паралелни институции, параинституции, тела кои што ќе го гушат медиумскиот простор и така натаму. Сета ова, да речеме, сета оваа ситуација е токму производ на одредени антиуставни договори и кои што произродија парауставни тела, како што е СЈ и така натаму. Кога би имале една ситуација на терен, да нема паралелни институции, да нема гушење на медиумите, да биде оставено тоа да го регулира, да речеме, кај медиумите пазарот, кај правосудството, она што е утврдено во рамките на уставот и така натаму, да се остранат оние канцерогени израстоци од пржинскиот договор и така натаму, би можеле да очекуваме едни фер, искрени избори на кои што на вистина граѓаните ќе се изразат својата волја да изберат репрезенти кои што ќе ги представуваат онака како што треба. И битката за власта на овие избори да биде она што е напишано во програмите, а не она кое што после изборите се вади од под маса и се тргува со национални интереси. Тоа е најбитното да се дефинира. Чистење на теренот од одредени пара институции, паралелни организации, учество на меѓународни фондации овдека, кои што не мислат добро на Македонија и создавање на чист терен да само исклучиво волјата на граѓаните биде пресудна во изборот на своите репрезенти во власта. Собранието веќе 2 чинам дека месеци како функционира, но според она што засега се и како се одвива дебатата, таа ќе потрае. За многумина и беше за очекување позиционираноста на СДСМ и на ВМРО, но може ли ваквата состојба на крај сепак да резултира со некакво решение, да се низ тој диалог кој што практично во последниве неколку дена и го нема, освен процедурални забелешки од страната на СДСМ, сепак да изроди некакво решение на она што ни се случува во моментов? Да. Многу е тешко да има диалог, бидејќи другата страна на СДСМ и таа коалиција од 49 пратеници станува многу нервозна, бидејќи многу работи и на меѓународен план и на внатрешен план почнуваат, односно веќе се менуваат драматично од ден на ден. Имате на меѓународен план ситуација кога главниот поддржувач Сорос, фондацијата Отворено општество во Република Македонија, веќе е под притисок од своите од земите, од домицилната земја, да речеме Унгарија. Американците одамна со доаѓањето на Трамп расчистија дека Сорос практично финансира нешто што е против волјата на граѓаните и слично. Понатаму нервозни се затоа што главната нивна алатка, а тоа е СЈО, мандатот да поднесува обвиненија е 30 јуни. После 30 јуни СЈО им се сведува само на една обична, како да кажам, техничка институција која што ќе треба само да ги тера оние обвиненија што ги има поднесено. Обвиненијата што ги поднесува, истрагите што ги врши да тромо, поради тоа што не може врз база на незаконски прибрани материјали да изградат обвинение. И генерално правеа драма, создава фикција во јавноста за одредени настани кои што произлегле од тие разговори, де факто не се случиле. И сега они имаат проблем. Така да целокупната таа ситуација околу СДСМ, што се случува и во СДСМ, ги создава нервоза. Сега ја не знам таа нервоза што ќе им изрази од внатре, дали ќе они ќе се насилно да се обидат да формираат во некоја друга просторија вакво избор на председател на собрание, да, тоа не ќе може да се случи. Народот
има на улици во секој момент народ кој што е толку оваа иницијатива за заедничка Македонија, протестите имаат таков капацитет да во било кој момент изнесат 50 до 70.000 луѓе само во Скопје, што ставени се меѓу чекање на ковална, што би се рекло се да сам. Само разум кај нив и одлепување од тој клинч што ги имаат со тиранската платформа, да се распишат нови избори е единствен начин да се излезе од оваа криза. Меѓутоа, знаат дека доколку се распишат нови избори, ќе имаат дебакл. Така. Во следните минути колешката Пандорче Антевска Кенија пренесе сликата од денешната продолжение 19-то поред на Конститутивната собраниска седница, на која се дебатираше за избор на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Пандорче, ниту денешниот ден не донесе некои позначени новини. Како помина Комисијата во собранието? Вообичаено, Иван, денешната конститутивна седница помина со дискусии, реплики и контрареплики на пратениците од ВМРО ДПМН. За збор беше јавена пратеничката Авировиќ, на која што и реплицира пратениците незините колеги од ВМРО ДПМН, таа им одговараше на репликите со контрареплики. За разлика од изминатите денови, денеска од Социјалдемократскиот сојуз не се јавија за процедурални забелешки. Имаше пријавени, пак ја кажам, за разлика од минатите продолженија на оваа конститутивна седница, имаше пријавено и за во дискусија влегоа и пратениците од албанскиот блок. Зијадин Села со отворена понуда до пратениците со двотретинско мнозинство да го внесат во уставот специјалното јавно обвинителство и да се формира специјално судско оделение. Му реплицираше Крсто Муковски од ВМРО ДПМН. Тоа впрочем и фокусот на веќе 19-тото продолжение на конститутивната седница, што се е договорено од така наречената тиранска платформа. И денеска прашува од ВМРО ДПМН, од Социјалдемократскиот сојуз молча, не излегуваа на говорницата, и тоа според ВМРО ДПМН значи дека имаат прифатено и двојазичност на целата територија, како и дебата за знамето, за химната и за државниот грб. Антонио Милошевски уште еднаш од говорницата во второто продолжение после 15 часот им порача на пратениците дека кога станува збор за едно такво национално прашање, не може да биде донесено со надгласување во собранието, дека е потребен политички консензус, мислејќи на една лидерска средба и брзи предвремени парламентарни избори. Да ги слушнеме изјавите на Милошевски и на Зијадин Села. И затоа сметам дека во ова собрание и во оваа чувствителна ситуација во Република Македонија најдобро ќе биде ако ние со консензус направиме две работи. Избереме со консензус председател на Собранието на Република Македонија, што ќе се залага за уставот и за сите граѓани на државата, и со консензус да определиме датум за предвремени парламентарни и локални избори кои што би биле во интерес на разрешување на политичката криза. Прво, заедно да го свикаме на одговорност, затоа што тој не дал оставка и тука во парламентот да го разрешиме. А ако сакате парламентарни избори заедно со локалните, тогаш нека бидат и претседателските избори заедно и пред да одиме на тие избори, откако ќе се случи ова, ајде заедно да гласаме за специјалното обвинителство тука со двотретинско мнозинство, да влезе тоа во уставот, заедно со специјалниот суд, потоа одиме на предвремени избори. Полупразна беше собраниската сала во која што се одржува ова 19-то продолжение на конститутивната седница, на кое што пак и денеска се дебатира за се, освен за точката на дневниот ред. Избор на членови и председател на Комисијата за избори и именувања, точка по која што е точката за избор на собраниски спикер. Иван?
Падорче, ти благодарам и тебе за овој извештај од тоа како помина 19-тото продолжение на конститутивната седница во која се дебатира за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Гостин во студиото е господинот Александар Климовски, професор на правниот факултет. Сите оние содржини кои ги гледате во овој преглед низ негова призма и низ негова анализа. Следната содржина се однесува на тоа дека председателот Ѓорѓе Иванов во интервју на унгарската државна телевизија МТВ ги повтори своите ставови дека без отстранување на правната и политичката пречка не може да го даде мандатот за состав на влада. Пред се, како го оценувате потезите на Иванов во врска со доделувањето на мандатот? Председателот Иванов постапи согласно уставот, целосно, почитувајќи ја процедурата за давање на мандат. Првин го додали на победничката партија, односно коалицијата на партии кои што имаат најмногу претеници во собранието, и тука мислам дека постапката запира. Но она што е клучно е што тој е под постојан притисок од страна на СДСМ и оние 67 пратеника, за да им се додели мандатот. Со право председателот не го доделува мандатот од причини што ако го додели мандатот, а услов за коалиција, односно окрупнување на тие 67 пратеника како бројка која што треба да биде коалиција за избор на председател на собрание на влада, е услов Тиранската платформа, која што содржи барања кои што директно удираат врз уставните темели и уставниот поредок на Република Македонија. Нормално дека председателот нема да го даде мандатот и не го дава мандатот од таа причина. Друга причина е што истата е платформа која што ги содржи овие антиуставни барања е изработена во странска држава и под член 403 би ја довел во подчиненост Република Македонија и зависност од страна на друга држава, и тоа сметам дека е негова прво правно издржана одлука и второ е политички доста мудра одлука. Како што стојат работите, председателот истраен во таа одлука и мислам дека нема да го промени мислењето, така да од формирање на тиранска влада, односно реформска влада базирана врз Тиранска платформа, нема да бидеме сведоци. Што вели уставот? Можно ли е негово заобиколување во процес на формирање? Не може да се заобиколи председателот на собранието, па макар они избрали председател на собрание, кој што ќе достави барање дека има 67 пратеника кои што ја подржуваат, стојат за одредено лице како мандатар, председателот и во тој случај не е обврзан да го даде мандатот на тоа лице, бидејќи председателот има негово дискреционо право утврдено во член 84, каде што определува дека председателот на државата го определува мандатот за состав на влада. Така што се работи за негово право, ако ги земеме во обзир сите други членови од уставот, како и кривичниот законник, и ги ставиме под обсервација актуелната политичка состојба и околности настанати, се исполнети сите претпоставки, председателот и понатаму да не го дава мандатот. Доколку се отстранат овие претпоставки, особено политичките претпоставки, во тој случај председателот може да се одоброволи неговото право да го доволи мандатот на тој кој што смета дека треба да го доволи од таа некоја коалиција која што добила пратеници, неговен број пратеници, во тој случај може да го. Инаку додека не се отстранат правните и политичките причини, мандат дефинитивно нема да има. И затоа ви велам дека попуста се тие, да не употребам лош збор, нема папагалски повторувања од страна на СДСМ дека на повидок е готово за 2-3 дена избор на председателно собрание и реформска влада. Мислам, тоа не држи и дури се смешни тие изјави од политички аспект гледано. Во продолжение да го погледнеме прилогот, односно деталите од интервјута на председателот на државата Ѓорѓе Иванов дадени за унгарската државна телевизија МТВ. Ги има Ивана Стојкова. Се додека не бидат отстранети правната и политичката пречка, не можам да го доделам мандатот за составување на нова влада, вели председателот Иванов во интервју за унгарската државна телевизија. Според Иванов, политичкиот проблем, односно Тиранската платформа, е посуштествениот проблем. Македонскиот председател објаснува дека неговата одлука е превентивна со цел да не се создадат уште поголеми проблеми и смета дека доколку даде мандат на некој што прифатил платформа на туѓа држава, ќе биде доведена во прашање независноста на државата. Мнозинството беше обезбедено со уцена да биде прифатена платформа на
партии на албанците од Македонија која е донесена во Тирана, во кабинетот на премиерот на Албанија. Тоа, согласно нашиот устав и согласно нашите закони, е доведување на Македонија во подредена состојба и зависност на друга држава. Тоа е и казниво дело, но и се коси со заклетвата која сум ја дал кога сум ја презел функцијата председател. Бидејќи јас не само што совесно и често треба да вршам функцијата председател, да гледам уставот и законите. Господинот Климовски, дали снимките може да бидат докази? Апсолутно не. Мислам, јас сум навистина изненаден зашто толку и расправа Врховниот суд за нешто што е као ноторна правна ситуација објаснето во законот на еден прецизно кристален начин во два члена. Во членот 12 од кривичната постапка, кој што ја утврдува законитоста, ставот 2, и во членот 93, кој што говори за тоа во кој случај доаѓа до извојување на доказ, односно кога некој доказ не може врз некој доказ не може да се заснова судска одлука. Кога некој материјал не може да биде доказно средство, практично би значило. И нормално дека овие материјали, прислушкувани разговори се прибрани на еден недозволен, незаконити начин, без одлука од јавен обвинител, без одлука од судот и така натаму. На своја рака некој снимал и со тие снимки сега уценувал. Уценувачот, сторителот на кривичното дело, тоа е таа група која што беше собрана околу начело со Верушевски, ја амнестираше СЈО, а тие што биле снимани, приватните разговори, лицата од приватните разговори, врз база на кажано како вербален или деликт, се товарат од страна на СЈО и се конфабулација се прави на едно општо национално ниво без судска постапка дека се тие криминалци. Мислам, ова приказка е како за некој роман, да пишувате некој роман од научна фантастика. Меѓутоа, кога политиката ќе го јавне правото, кога ќе имаме такви прџенски договори кои што го практично потиснаа правото и правдата заедно со правото, во тој случај ќе имаме вакви небулозни правни ситуации. Да се ангажира Врховен суд за нешто што веќе е утврдено во закон кој што е донесен со квалификувано двотретинско мнозинство, еднаш во времето на СДСМ кога имаше такво мнозинство во парламентот и вториот пат с новелацијата на тој закон или новиот закон од 2007 ми се чини, не знам која година беше донесен новиот закон за кривична постапка. Се имате два члена кои што кристално јасно, се надам во прилогот ќе ги видиме, кристално јасно вие утврдуваат позицијата на незаконски прибраните материјали, дека не може да биде доказно средство, се расправат 2 дена во Врховен суд. Јас стварно не сум судите за што расправаат и на што се должи таа дебата. Навистина е вака интересно да ни објаснат кога ќе заврши таа расправа во Врховниот суд врз база на што вака дискутирале толку долго време. Ке погледнеме и детали од денешната расправа во Врховниот суд. Споменавме дека одлука не е донесена, се очекува истата да биде донесена утре. Повеќе детали во продолжение од колегата Александар Видиновски. Покрај во Врховниот суд на земјава дебатата и толкувањето дали можат или не нелегално прислушуваните разговори да се употребуваат во кривичната постапка, односно дали можат да се земаат како доказ во судовите, се префрли меѓу експертската јавност. За дел од правниците законите се јасни во однос дека не се дозволува користење на докази кои биле стекнати спротивно на законот. Така во минатото било и во судските пракси во земјава. Имено Основниот суд Скопје 1 во 2015 година ги отфрли снимките од телефонските разговори и транскриптите, приложени како доказ за прислушување, бидејќи биле прибавени на незаконит начин. Меѓутоа, каков е точно законот кој го регулира ова прашање? Во член 12 стои: забрането е да се изнудува од обвинетиот или друго лице кој учествува во постапката признание или некаква друга изјава. Доказите прибавени на незаконит начин или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, законот и меѓународните договори, како и доказите произлезени од нив, не може да се користат и врз нив не може да се заснова судска одлука. Во член 93 пак се наведува:
Кога во овој закон е определено дека врз некој доказ не може да се заснова судска одлука, судијата на претходна постапка, по службена должност или по предлог на странките, ќе донесе решение за издвојување на тој доказ од списите, најдоцна до завршувањето на истражната постапка. По подигањето на обвинителниот акт, решение за издвојување доказ донесува Советот за оценка на обвинителниот акт. Против ова решение е дозволена посебна жалба по која одлучува повисок суд. По правосилноста на решението, издвоените докази се чуваат кај судијата на претходна постапка, одвоено од другите списи и не можат да се разгледуваат ниту можат да се користат во постапката. Издвоените записници се затвораат во посебна обвивка и се чуваат кај судијата на претходна постапка. Инаку со анализа на правото на други земји членки на Европската Унија, се доаѓа до заклучок дека законските решенија во Белгија, Кипар, Шпанија, Грција, Ирска, Луксембург, Холандија, Португалија, Малта се речиси идентични со нашите закони, односно доказите прибавени на противправен начин не се дозволени во рамките на судската пракса. И Европскиот суд за човекови права е на иста линија, односно дека користењето на незаконски прибавените докази, особено доказите прибавени со повреда на членот 8 од конвенцијата која го гарантира правото на почитување на приватниот живот, не може да се користат во било каква кривична постапка. Да, ете ги слушнавме и деталите од прилогот на колегата Александар Вединовски. Еве, пред крај сме некаде практично на овој преглед на вестите. Уште едно за крај, едно ваше видување во врска со овие нелегални снимки, што се нарушуваат. Спомена и колегата, се користи за незаконски докази, дури... Да, целта на овие законски решенија, па и решенијата, нашите законски решенија во кои што уредуваат оваа материја, практично ги рецепилира решенијата и на американското и на европското право е токму да се обесхрабрат сите оние обиди за загрозување на фундаменталното право на приватноста. Замислете сега ситуација да некој има во услови на високо развиена технологија која што постои можност да снима некого незаконски и после да го уценува. Ви се распаѓаат семејните односи, ви се распаѓаат релациите што настануваат помеѓу пријателите, ви се распаѓаат релациите помеѓу одредени групации на политичка основа, на деловна основа и така натаму. Тоа е недозволиво, тоа е директен упад во приватниот живот на секој поединец. И со такви, да речеме, методи, СЈО сака правда да истае во Република Македонија. Ем против законито, ем без она елементарно чувство на приватност да се реализира, ем спротивно на правото. И сега притиска врз Врховниот суд. Се надам дека Врховниот суд ќе покаже одважност и дека дефинитивно овие прашања ќе ги затвори еднаш за секогаш, затоа што ако не се затворат сега, таа Пандорина кутија со прислушкувани материјали ќе создава проблеми уште многу години од сега гледано. Господине Климовски, ви благодарам што одвоивте време и тоа поприлично час и половина како сме во студиото на телевизија Нова. Ги анализиравме пораките испратени од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ви се заблагодаруваме и за тоа што помогнавте околу анализа и на политичката ситуација кај нас и односно и на она што се случува во Врховниот суд, практично што беше и наша последна информација во овие